со посебно задоволство повторно ги отворивме вратите за 9 оделенците за да им го представиме нашето училиште и да им покажеме што значи квалитетно средно стручно образование кое ги подготвува младите за живот и работа. Целта на овој отворен ден не е само да се промовираме пред 9 оделенците од основните училишта во градот и прошироко, туку да им помогнеме во нивната одлука за избор на средно образование. Ние знаеме дека таа одлука не е лесна ниту за учениците, ниту за родителите, бидејќи средното образование представува важна алка кон понатамошно школување, односно кон понатамошно конкурирање на пазарот на трудот. Средното општинско училиште Орде Чопела нуди современи лаборатории, хемиски лаборатории за анализа на храна, располага со реална училишна компанија од пекарски тип Детелинка, располага со ветеринарна амбуланта, стакленик, мини фарма и голем број на опремени училници и кабинети. Како училиште покрај редовната настава нудиме и дуални паралелки, што значи дека теоријата и праксата се тесно поврзани и цврсто поврзани меѓу себе. Располагаме со високостручен наставен кадар и нудиме можности за стипендија на учениците во траење од 9 месеци по 3500 денари секој месец. Како средностручно училиште нудиме можности за избор на голем број атрактивни сектори и квалификации кои што се доста барани на пазарот на трудот, и тоа прехранбен техничар, хемиско-лабораториски техничар, медицинско-лабораториско-санитарен техничар, техничар по ветеринарна медицина, агротехничар, техничар по фитомедицина, техничар за очна оптика, геодетски техничар, архитектонски техничар и пекар. Иако техничарот за очна оптика веќе неколку години е најбарана квалификација, во последните години навистина се барани останатите сектори квалификации, што го покажува бројот на запишани ученици во прва година во нашето училиште и се надеваме дека и оваа година ќе биде така, значи очекуваме и уште подобро. Значи денес не е само ден за представување, денес е ден за инспирација и денес е ден за вистински избор. Драги 9 оделенци, јас знам дека се наоѓате на еден крстопат кога треба да го одберете патот каде што ќе одите. Ви посакувам многу успех во иднина и изберете паметно, изберете стручно, изберете го средното општинско училиште Орде Чопела. Здраво, јас сум Ивана Тодоровска, координатор на медиумскиот клуб и професор по англиски јазик и книжевност. Ова ни е медиумскиот клуб Чопела Свет, исто така и училишната ученичка заедница Чопела, каде што се активни иницијативи во средно општинско училиште Орде Чопела, значи преку тимска работа, преку труд и креативност, работиме и создаваме социјални содржини, каде што го подобруваме и создаваме подобро училишно обкружение. Нашата мисија е јасна, да сме активни, гласни, да создаваме подобри содржини. Јас сум Анастасија Матраковска, професор во сектор градежништво и геодезија, архитектонски профил. Учениците во овој профил имаат можност своите креативни идеи да ги изразуваат преку различни цртежи и различни софтвери. Исто така, освен теоретска настава, реализираат и практична настава во различни проектантски бироа и архитектонски компании. Исто така, бидејќи станува збор за дефицитарен кадар, Министерството за образование и наука доделува стипендии во износ од 3500 денари. Добар ден, јас сум Анастасија Јовановска, ученик во профилот архитектонски техничар. Архитектурата ги спојува технологијата, уметноста и креативноста и ни дозволува креативно да се изразуваме преку технички цртежи и најразлични софтвери. Јас сум Зорица Узуновска, професор по стручни геодетски предмети. Живеењето во модерни и урбанизирани средини ја зголемува потребата за кадри кои се обучени да извршуваат работи од областа на геодезијата. Како идни геодетски техничари, учениците имаат можност да се запознаат со најсовремените геодетски инструменти и софтвери, нивната примена во теренски геодетски мерења и канцелариски работи од областа на геодезијата, да ги изработуваат теренски модели врз основа на кои ќе се изведува идниот градежен објект, да исцртуваат геодетски подлоги, планови и карти. Практичното образование во нашето училиште им овозможува на учениците да ги применат стекнатите теоретски знаења во реални ситуации, кои пак понатаму им овозможуваат да стекнат добри вештини и компетенции за нивниот професионален развој.
Добар ден, јас сум Мила Богеска, учам во профилот геодетски техничар. Ние како идни геодетски техничари учиме да користиме геодетски инструменти за геодетски мерења и од геодетски софтвери за изработка на планови. Практична настава извршуваме во сите геодетски компании во градот и во катастарот. Добар ден, добре дојдовте на отворениот ден на Средното општинско училиште Орде Чопела. Јас сум Билјана Апостоловска, професор по хемија и стручни предмети од секторот хемија и технологија. Тука се наоѓате пред штандот на хемиско-лабораториски техничар, профил кој нуди многу можности за учениците кои имаат истражувачки дух, сакаат да истражуваат, да експериментираат. Она што го нуди овој профил е можноста за работа во лаборатории, пред се во лаборатории каде се контролира квалитетот на производите, вклучително храна, хемиски производи, дури и животнава средина која еве денеска баш дождот ни ја наруши малку. Јас сум Давид Таџиски, учам во хемиското училиште Орде Чопела, во хемиската струка хемиски лабораториски техничар. Се запишав овде затоа што сакам да истражувам и ми нуди пред се работа во понатомошниот живот. И исто така, јас сакам да ја продолжам мојата работа во мојот живот во Прилепска пиварница, како што правиме анализи и други испитувања во, например, во пивото и во сокот, во прехранбените производи. Каролина Боцеска, наставник по стручни предмети во хемиско-технолошката струка. Во нашава струка го имаме профилот прехранбен техничар кој е со 4 годишно образование и профилот пекар кој што е со 3 годишно образование, меѓутоа после 3 годишното образование е со можност за доквалификација и со стекнување на 4 годишно образование. Прехранбениот техничар е дуална паралелка, тоа значи дека имаме зголемен фонд на часови по практична настава, кои што отпочнуваат од 2, 3 и 4 година, а преку летниот период со реализирање на часови од феријална пракса. Учениците кои што ќе се запишат во дуалната паралелка се стекнуваат со право за добивање на стипендија во текот на нивното 4-годишно образование. Се стекнуваат со теоретски знаења од оваа струка, како што се прехранбените технологии и другите сродни стручни предмети. Стекнатите нивни теоретски знаења понатаму ги применуваат во пракса, секако дека за време на часовите по практична настава се стекнуваат со вештини кои што понатаму можат да си ги имплементираат, односно да започнат сопствен бизнис, исто така да бидат и конкуренти на пазарот на трудот, бидејќи оваа струка знаеме дека во денешно време е доста барана на пазарот. Јас сум ученик од профилот прехранбен техничар Петранка Бошева и исто така летото одиме на феријална пракса која изведуваме во компаниите што имаме склучено договор со училиштето. Од 3 година па се до 4 имаме пракса во нашата реална училишна компанија каде ја изведуваме таму и повишење на пракса отколку теорија.
Павловска, професор по стручни медицински предмети во профилот техничар за очна оптика. Се работи за струка која е поврзана со медицината, каде што се бараат минимум 60 поени и каде што има 4 годишно образование. Ова е струка каде учениците се добро обучени за понатамошниот образование да го започнат на медицинските факултети, на факултетите за оптометрија, со обемен број на часови на практична настава, кои ги извршуваме во нашата лабораторија во училиштето, која е современо опремена, но и во оптиките во нашиот град, каде што учениците се под надзор на стручен тим на соработници. По завршувањето на образованието можат да отворат свој собствен бизнис или да останат во оптиките доколку се покажале како добри ученици. Како што каже професорката, се работи за 4 годишно образование. Дел од часовите се одржуваат во нашите добро спремни лаборатории, каде што ние учениците со помош на стручноста на нашите професори изработуваме очила. По завршувањето на образованието можеме да се вработиме како техничари како техничари и оптичари во оптиките. А јас лично би се запишала на медицина бидејќи имам добра основа од учењето од практичната работа во училиштето. Јас сум Игор Галовски, професор по стручни ветеринарни предмети и овдека се наоѓаме на штандот за техничар по ветеринарна медицина. Значи, тоа е 4-годишно образование, една благородна професија каде што нашите ученици имаат можност да научат како се прегледуваат животни, како да даваат соодветна терапија, значи како да асистираат при различни хируршки интервенции, особено за време на практичната настава. Имаме можност не само во нашето училиште, каде имаме ветеринарна амбуланта, учениците тука во ветеринарната амбуланта прегледуваат животни, меѓутоа и преку праксата соработувајќи со ветеринарните клиники во градот, таму под надзор на доктор, ветеринар, имаат можност да ги применуваат сите тие техники на прегледи на животни, користење на соодветна хируршка опрема и се што е поврзано грижејќи за здравието на животните. Јас сум Ана Марија Блажевска, техничар по ветеринарна медицина, учам во 2 година и да кажем малце за практичната настава. Ние практичната настава ја извршуваме во нашата ветеринарна амбуланта во училиштето и во ветеринарните клиники низ градот. И тук назад имаме и мини фарма. Да напоменам едно убаво практично искуство. Бевме во Грција, во Катерини, во современа ветеринарна амбуланта, каде што видовме на каков начин тие работат со животните и нивната современа технологија. Јас сакав тука да се запишам најпрво поради љубовта кон животните од мала возраст и грижата за нивното здравје и благосостојба. Имаш перспектива и во Да, сакам да продолжам на факултет и понатаму на други едукации и обуки. Јас сум Ева Трајковска, техничар по ветеринарна медицина. Тука се запишав кон љубов на животните. Препорачувам да дојдат сите што ги сакаат животните, што ги милуваат, да дојдат во оваа струка и да се запишат во оваа струка. Од секторот земјоделство, рибарство и ветеринарство ќе ги представиме следните струки, значи техничар за фитомедицина и агротехничар. Техничар за фитомедицина ги учи начинот на заштита, примена на хемиски препарати и пестициди,
како се врши правилна заштита, нели, а при тоа да не ја загадиме животната средина. Потребни се, нели, 45 бода и техничар за фитомедицина исто така 45 поени. Значи двете се дуални паралелки каде што Министерството за земеделие ни одобрува средства од 3500 денари во трајање од 9 месеци. Значи во агротехничар се единствената гранка, значи која што произведува храна. Значи ги изучуваме сите предмети земјоделски, а додека фитомедицината, нели како што рековме, заштитата на растенијата, дуалните паралелки, каде што практичната настава изведуваме во тутунскиот комбинат, во Институтот за тутун, во некои од земјоделските аптеки и учествуваме во голем број на проекти, Еразмус проекти и други саеми, учество на саеми. Оваа година беа во Грција нашите ученици, агротехничари, каде што беа 2 недели, каде што ги учеа искуствата во Грција, беа во насади со маслинки и киви, и ветеринарните, нели, си беа во ветеринарна амбуланта. Можат да кажат учениците кои што беа на тие проекти и си поминаја убаво, се дружеа. Здраво, јас сум ученик во во профилот агротехничар за земјоделство, рибарство и ветеринарство. Овде ги изучуваме работите за земјоделството, се запознаваме подобро, а исто така праксата ја држиме во земјоделскиот тутун, земјоделскиот комбинат, комбинатот за институтот и во земјоделски аптеки. Исто така годинава бевме во Грција на пракса, каде што 14 дена поминавме таму и ја држевме праксата таму. Бевме на плантажите за киви, исто маслинки садевме на плантажите. Така.